Се враќаме во студиото, тука го имаме, како што најав, универзитетскиот професор Рубин Земон, меѓу останатото и поранешен пратеник, председател на партијата ПОЕН, директор на Центарот за напредни истражувања. Господине Земон, добро дојавте во студио 10. Добро најдов, благодарам на поканата и се надевам че имаме убав разговор. Се разбира, она што се уште гледаме дека ги бранува духовите во јавноста, тоа е пописот во Албанија, каде што покажа едни резултати кои го вознемирија македонското малцинство кое живее во Албанија, бидејќи покажа помал број на македонци од претходниот попис, но создаде еден нов феномен, тоа е ново бугарско малцинство во Албанија, кое за 4 години одеднаш никна од нигде никаде, а знаеме дека тоа е поради заселените активности на Бугарија во Албанија, која со сите сили се обидуваше и еве успеа да создаде малцинство таму. Како ги коментираме овие работи, особено што македонците сега се обидуваат да добијат некакво повторно пребројување, што знаеме дека во принцип е прилично тешко. Да, во секој случај изненадувачки имавме податоци од пописот во Албанија што беше 2020 година. Најголемото изненадување сепак не е поврзано со македонци и бугарите, односно за мене не е изненадување, него за мене е реалната состојба дека египчаните во Албанија стана второ малцинство, веднаш после грците, значи некаде околу 12.000 и нешто египчани, што ние зборувавме цело време, и многу е поголем број, и тоа да кажеме, изненадувачки, односно константно дека тоа е некаде околу 2% на населението Албанија секогаш прикажува дека се дел од националните малцинства, што исто така не е со реалноста, не се совпаѓа со етнографската, етнолошката, да кажеме, реалност што имаме таму. Меѓутоа, тоа инженеринг веројатно е направен и секогаш се прави инженеринг. Меѓутоа, тој инженеринг не се состои само во, да кажеме, во објавувањето на податоци, него се состои во целиот процес на попишување, да ги слушаме реакциите и на влашката заедница, која што прилично во голем број ја прикажа многу мал број, ги следам реакциите на интелектуалците од влашката заедница во Албанија. Така да бројот е секако според нас етнографите некаде околу 30% се дел на националните малцинства во Албанија, меѓутоа покажа само 2% и мислам дека со тоа Албанија генерално повторно влегува во, иако мало покажа пред неколку години со законот за национални малцинства дека ќе промовира мултикултурализам, ќе промовира интеркултурна комуникација. Натаму сепак влегува повторно во тие води на тврди нации, држави нации на Балканот, што од друга страна мислам дека сега има уште еден голем проблем, че го закочи можеби нејзината интеграција во Европската унија, бидејќи по тоа што ги слушам реакциите, малцинства нема да останат, нели, вака да го тоа остават на стихија, веројатно ќе има од наесен ќе слушаме веројатно поорганизирани настапи во меѓународната заедница на малцинствата, пред се во Сојдот на Европа, во ОПСЕ и Хардиканата, барем од тоа што јас контактирам со тие луѓе и мислам дека мислам нема да се повтори пописот, меѓутоа ќе се стави можеби некој си кој ќе се отвора преговорите за Албанија, некој како бенчмарк да наредниот попис да биде според европските стандарди. Веќе очигледно тоа што ги слушаме не беше според европските стандарди. Тоа што ме загрижува околу македонците е дека сигурно таму никој не се изјаснил северномакедонец. Или тоа што го објавија северномакедонци, значи тоа е прво провокација според мене, смислам на државата Република Албанија према Македонија и према македонците. Мислите ли дека е провокација или незнаење? Па сигурно дека тие не го знаат преспанскиот договор, не знаат како што е целата ситуација поврзана со спорот со Грција, не дека не знаат, меѓутоа и да не знаат, основно човеково право е да човекот се изјаснува и да му се призна идентитетот. Значи сигурно тие се изјасниле за македонци. Како се напишал така? Пак можеш напишеш и Марсовец, нели? Ти мораш да го признаеш, ти немаш право да направиш инженерица негов идентитет. На основа некој
твои лични концепции што ги имаш и предрасуди во глава. Значи човекот се излезе, ти го ставаш во некоја група. И трета работа што за мене индикативно кај ние можеби се уште не е јасно што е тоа, ето што е нели држава. Значи така ли? Сигурно пак ќе кажам луѓето не се изјаснале за северно-македонци, пошто ги голем број ги познавам раководството на тие здруженија на политичката партија, па и самите луѓе сум бил некој пати во Пустеци, во Голо Брдо и така натаму, сигурно не се изјаснале. Сега тоа што е најзагрижувачко за мене е дека сега се поврзано тоа со Бугарија. Докаде донесе тоа што ние цело време во Македонија, добро може тоа не успее така да пробие, меѓутоа сме толерантни према тие бугарски пасоши. Нели се не може да правиме ние ништо во суштина, меѓутоа како да кажеме општествено мислење е дека толерантни сме кога некој зеде бугарски пасош, така ли? И не може да влијаеш од тоа. И дека тоа е нешто дека тоа не толку страшно. Чисто да, од економски причини. Да, од економски гледаме причини. дека не е тоа економски причини, дека јасно дека имало стратегија, јасно е дека тој што зел бугарски пасош во Албанија морал да на тоа некој начин се, да кажеме, се реваншира и да тоа го направи и добивме тоа што го добивме сега. И во разговор со сите имаше, мисля, че ние многу добро интервју на Васил Стериовски во еден од нашите портали, одлично го цел тој процес го објасна и мисля дека голе-долу такава е ситуацијата во реалноста, дека сепак тие што, а има сигурно над 20.000 пасоши, колку што ја имам информација во Албанија издадени, така што горе-долу тоа е реалноста. И сега може би прашање е што може да направиме. Да, дали може да се воопшто да се контрира против таа стратегија, бидејќи јас мислам дека треба прво да се неутрализира фактор, регионалниот фактор на бугарски пасош во регионот. Да не се тоа повтори во Македонија, не се повтори во другите. И во Косово може да се повтори, тоа се имаме пописи. Па и во Србија, и во Косово, дали со горанците. Можеме да одиме и понатаму, тоа е истиот феномен и во Молдавија и точно значи исто Бугарија тоа го прави. А тоа ќе се реализира само ако ние подхитно влеземе во Европската унија. Тогаш нема да има толкова влијание бугарскиот пасош кај поединци, кај луѓе регионално. Нема да им треба. Нема да им треба и нормално дека тука ќе се реализира. Така што секој одолжување и на Албанија и на Македонија за влез во Европската унија мислам дека ќе има, ако да кажеме, не се нуспојени, ова се стратешки да кажеме и потези на еден круг во Бугарија, може би на бугарска држава, меѓутоа не може ништо да се прави, се станува збор за човекови права, секој човек си се изјаснува според неговите можеби интереси, мада не би требало да биде така во реалноста, етносот не би требало да има врска со економијата, економските потреби, меѓутоа гледаме дека нас тоа е еден инженеринг и сметам дека само на тој начин може да се справиме. А од што се однесува до македонското и другите малцинства во Албанија, сметам дека на есен им престои, треба се добро организира, им престои на добра активност на меѓународно ниво, да не дозволат повеќе Албанија да наредниот попис да на ваков начин го, да кажеме, го направат инженеринг и со идентитетот и со бројките. Слушаме тама како тоа се попишувало со таблетите, така што немало никаква контрола и надзор. Меѓутоа тој проблем кој нас сум го кажал, ако ние и во Македонија за изборите имаме наблюдувачи невладен сектор во целиот процес, така ли, од не знам, кога се привавуваат кандидатите за избори, па се до ги објави ДИК резултатите, ние секаде имаме наблюдувачи, на најосетливиот процес кај нас на Балканот, пописот, ние немаме наблюдувачи на еден сектор. И поради тоа ни се јавува и ова. Така што ние мора да најдеме начин да во овие балкански земји кај што гледа пописот е нешто повеќе од статистичка операција, не е само статистика, него политики со прашање, да мора да се најде начин да целиот тој процес на попишување од попишувачите и како се избираат, како се евидентираат, како се табулираат и објавуваат, тој процес мора да биде наблюдуван и од меѓународни и домашни наблюдувачи. Да, бидејќи оваа бугарска стратегија воопшто не е наивна, бидејќи они сега прават еден инженеринг каде што прикажува дека во Албанија има не само што има бугарско малцинство, туку дека е дупло поголемо од македонското, а досега тоа не постоело воопшто.
Значи, Не знаеме последува пописот, да. не биле покажани. Да. Тоа е нов феномен, ајде да речеме. И они сега ќе го користат тоа како аргумент. Ќе велат ако во Албанија, која е преку Македонија таму, има повеќе бугари, тогаш сигурно е дека Македонија го лажира бројот за бугари во Македонија. Тоа ќе го користат сега како аргумент. Тоа има смислена на стратегија која воопшто не е наивна. Па им стои како карта, како джокер им стои, така што Да. или во секој случај може да го тоа искористат, како што викате, да не им давам идеи можеби или ако стратегија Па не, тоа име, очигледно тоа име намерата. Го планирале, меѓутоа зошто не создавале бугарско во малцинство секој во случај, Албанија? ама не знам кај тоа би окажале, мислам. Во кој орган тоа би окажале? Во Брисел или не знам каде? Па веројатно пред Европската унија кога ќе ги даваат своите аргументи, да. Не ги интересира тоа во Брисел, кој како што се изјаснал, тоа е мислам ирелевантно прашање. И тоа го стави и сега во тој француски превод бидејќи на тоа инсистираше Бугарија, тоа е точно, меѓутоа дека никош нешто тоа многу ги загрижува. Значи повеќе ќе им користи како пропаганда отколку како суштинска алатка некоја. Ќе им користи, ќе го имате ја сум член во некои си социјални, да кажам, групи и на Facebook каде што те се превираат, не знам, бугаромани, македонисти, србомани, така натаму ги следам тие дебати и дискусии кои што се тривијални и смешни, да не кажам и адолесцентни, меѓутоа во такви форми се користи. Значи не мислам дека таков аргумент Бугарија некаде ќе користи, дали во Брисел или дали не знам каде. Дека нешто ќе им вреди многу. Дека тоа нешто ќе им вреди. Кога зборуваме за тие регионални проблеми, сега имаме повторно нели проблематизирање на Преспанскиот договор од страна на Грција поради употреба на именката Македонија. Кажал Мицотакис дека тоа ќе го издигне на високо ниво и на самитот на НАТО во Вашингтон, но не гледаме дека тоа за сега се случува, бидејќи после тоа дојде од НАТО едно и од американската администрација една порака дека тоа не треба да се меша. Тие билатерални спорови дека не треба да се воопшто да се спомнуваат во НАТО. Мислите ли дека ќе има некакво посериозно проблематизирање на Преспанскиот договор од Грција, бидејќи ми се чини неколку пати се закани и тоа прилично директно? Па мислам во НАТО не, Грција, мислам во НАТО ако разговараме многу не во НАТО, туку дали воопшто ќе го проблематизира. Поголеми проблеми Украина, па гледаме и Газа е проблем. Мислам че и Ердоган тоа ќе го покрени рече во НАТО што да се прави со Палестина и со Газа и што голем проблем. Така што овие да кажеме за нив минорни прашања, стварно минорно прашање, ја не знам. Председателката на Северна Македонија рекла вака, рекла така, Мицотакис го вака, мислам и не се ќе да дискутираат нормално. Им престои има војна голема во Украина, има војна во Газа и се наговестува дека се војна тамо на далечниот исток, така во Тајван и така натаму, така што сигурно нема се занимава со нашите балкански проблеми. Се зборува за судар НАТО Русија. Така. Да. Тие ќе се забараат со Грција и со Преспанскиот договор и со Македонија. Меѓутоа, тоа Грција веројатно ќе го искористи во Брисел, во Европската унија, бидејќи Преспанскиот договор има своји, да кажем, консеквенции и во евроинтеграциите, не само во НАТО. Ние зборуваме цело време да се направи Преспанскиот договор, се додавте Северна прво и влез во НАТО. Меѓутоа, тој е поврзан и со Европската унија. Друго прашање зашто тој стои во преговарачката рамка? Така. Токму како така. што стои и договорот со Бугарија. Во секој случај. Така што тука можеби Грција тоа ќе го искористи. Мислам дека треба да се искористи ова себе во Њујорк или Вашингтон, каде? Вашингтон, така. Вашингтон, да. Во Вашингтон да Мицкоски Мицотакис да можеби да седнат, да направат некој си да испијат кафе, да кажа на некој начин неколку минути или пола сат така натаму да мало се спуштат тензиите, да се најде некој си заеднички јазик и за ова што ја кажува македонската страна дека Преспанскиот договор суштина не е до крај испочитувани од самата Грција, да видат каде се тамо пречките. Иначе од наша страна горе долу нели се исполни со пасошот да се заврши и карти, мислам че се заврши сета, да кажеме, сите врски од Преспанскиот договор. Се ваквите, да кажеме, правото на нели на самопроделување, што мислам дека не сме тука во право. Председател на држава или премиер или министер, тук тој нема право на самопроделување. Граѓанинот има, меѓутоа председател на држава, министер или изборна функција, тој представува држава и тука нема право на самопроделување кога ја представува државата. Така да
тука на некој начин може да се малку допрецизира, да кажеме, to clarify, што ги англичаните работите, а дека можеби тоа Грција, ако ние предложиме вака да не седнуваме, да не разговараме, него тоа после искористи во преговарачката рамка и ова што ни престои, нели, на есен, кога ќе има нова прво и нов состав на Европската комисија, така ли, до на есен, па веројатно ќе има нов контекст, и тоа не е кај нешто десницата доби премногу, да кажеме, гласови на европските избори, меѓутоа ќе има некој нов контекст, така што тука евентуално може Грција да малку ги затешка работија, иако досега тоа што покажува во Брисел е Грција првично на македонска, кој што на бугарската страна, нели, во контекстот на Европската комисија и Европската унија. Така што така беше пред проблемите. А сега како ќе биде, ќе видиме. Сега како ќе биде, ќе видиме, да. Иако ми се чини дека бугарскиот премиер даде вчера од Вашингтон една позитивна изјава, дека ние не сме нешто повеќе од соседи, така ли? Како рече бугарскиот премиер, мислам дека и тука може да се најде некој си разбирање, па да има можеби поголем слух за ова што кажува новата влада кај нас, можеби да се нешто поразговара, иако јас мислам дека преговарачката рамка тешко да се промени, бидејќи тоа е усвоено од Советот на Европската унија и дека Советот на министрите, и мислам дека тешко ќе промениме од таа преговарачка рамка, освен ако, не знам, Бугарија нешто, не знам, попушти, да кажем, на некој начин, мислам, се до тоа како ќе се одвива, ќе видиме во... Нешто да се додаде, може. Да. Да, добро, кога сме кај регионот, може да кажеме дека регионот стандардно врие. Да. Немаме тука, значи, некакви промени, секогаш се неврологички, проблематични точките Косово, Босна и Херцеговина најпроблематични, околу Косово стално, баш вчера читавме нови пораки, нови отровни стрели помеѓу премиерот на Косово Курти и председателот на Србија Вучик, но имавме едно интервју на Весли Кларк, кој исто така поранешниот командант на американските сили, генерал, кој вели дека во Косово дека Србија се е закана за мирот на некој начин, па и за тоа имаше одговор од Вучик. Значи, сума сумару, повторно никако да се смират тука тензиите. Значи, цело време како да сме на ивица на некаков конфликт. Па добро, сега, знаете, и ова што го прави Курти, и ова што го прави Вучич, сигурно не е само дека тој го прават сами без да има некоја се позадина зад нив. Во секој случај на Курти на Косово станува врската дека треба да ги признаат асоциацијата на српските општини, иако за тоа не гледа некои сигнали кога воопшто размислуваат тоа да го спроведат, а тоа е обврска преземна уште од Бриселскиот договор, колку има 11 години, така ли, од кога е подпишан, и тоа српската страна не попушта, а мислам дека за тоа им, барем од тоа што ги ме најавите, за тоа стои меѓународна заедница, нели, и Европската унија и Соединетите американски држави мора да се спроведи тоа што е договорено во Брисел. Не знаеме точно што лани во Охрид се договорија Вучич и Курти, иако гледаме дека некои потези што ги презеде Курти пред се околу исцелувањето на српскиот динар од оптекот во Косово, не баш многу имаше голема реакција од Србија, од Вучич на тоа, на некој начин молчече ги го прифатија. Дали е тоа дел на Охридскиот договор, не знаеме. Меѓутоа, во секој случај, пред 2 недели имаше која беа во Брисел, нели, нема заедничка средба, разговараа само со посредниците, видовме од изјавите дека ни едни ни други не кажа кои позитивни, да кажеме, не дада позитивни сигнали кај нешто ќе се реши, дека што останува Косово, проблемот во Косово се уште да се решава. Од друга страна гледаме дека Албанија и Еди Рама не толку му дава подршка на Курти. Така што Курти на некој начин е, можеби, без грбот на Албанија, меѓутоа кој му дава грб од меѓународна заедница, барем сега не се прикажува. Мислам дека тоа ќе се реши во зависност како се решат изборите во Америка во ноември.
дали ќе победиат демократите и Бајден или дали ќе победат републиканците или Трамп, за тоа можеби ќе имаме нова констелација. До тоа мислам дека ќе имаме тензична атмосфера кај нас околу позиционирање, нели, географско, не знам географско, него политичко позиционирање. Иако гледаме Куртик има забелешка за некои си милитантни бази, така ли, дека има на граница. Од друга страна, видовме дека пред месец дена кинескиот премиер ги посети Франција, Србија и Унгарија. Сигурно дека тоа не е ништо случајно, од тоа што видовме од неговиот престој во Белград се потпиша доста голем број на договори помеѓу Србија и Кина, каде што Србија прилично, ако тоа се спроведи, ќе биде прилично економски независна од Европа и од да кажеме од други западно цивилизацијски, да кажеме, фондови. Така што и тука работата некако се усложнува, а гледаме дека се повеќе и повеќе се оддалечува од Путин, од Русија. Така што веројатно Србија се повеќе барем помош да ја гледа поддршката од тоа што се договорија со Кина и од тоа малку се чувствува по-слободен. Меѓутоа ситуацијата ја компликува тоа што се случи во Босна и Херцеговина. Денеска е одбележувањето на геноцидот така во Сребреница. Да. За жал болката никош нема да се заборави. Нели, можеби има една поговорка балканска, можеби да опростиме, никош да не заборавиме. Во секој случај тоа што се случи во Сребреница или во денеска што се случи во Поточари е ден за комеморација, ден за помирување, можеби да се сите добро замислиме, а поготово актерите што се таму во Босна, дека треба да имаме мирен и заеднички живот на Балканот. Меѓутоа, тоа што се случи со таа резолуција во тие нации, мислам дека мало ситуацијата ја усложни, направи реакција во српската страна, бара се на некој начин преку парламентот во Република Српска да направат нека отцепување, така ли? Да, тоа додека го повторува константно. Го повторува константно. И Орбан беше, мисля, че пред 2 месеци на посета во Бања Лука. Немаме многу детали околу нивниот договор, што, како. Меѓутоа, ја бев на еден престој мал, не во Будимпешта, него вамо на граница со Австрија во Унгарија. Прилично ја чувствував таа атмосфера што има во Унгарија и сметам дека Унгарија прилично доста пријателски настроена према Србија и према србите во Босна. Дали има некоја си релација економски, сигурно има, меѓутоа дали планира да се тоа уште повеќе развива, на секој начин тоа не е усложно, него дава можеби нова една димензија која што треба да обрнеме внимание во иднина, дека сепак Орбан е веќе, да кажеме, регионален играч, поготово што тој и исто така има добри релации и со Путин и со Кина. И со Русија и со Кина и прилично има една добра, да кажеме, поддршка и позадина. Да, се обиде сега да направи една како мировна мисија за Украина, нешто нејасно е дали е тоа на своја рака или е поддржано од некого, бидејќи Европската унија се огради од него, но тој сепак... А тој е претседавач Европската унија? Да, претседавач на Европска унија, отиде во Киев, отиде во Москва, отиде во Пекинг, зборуваше со Ердоган, значи направи една навистина голема турнеја поврзана со Украина, обидувајќи се да се представи како еден миротворец, но никогаш не знаеме дали позади него сепак стои некој, тоа не е баш така, можеби наивно. За мене, знаете, добро е што барем по такви иницијативи од некаде постојат, да има некој канал на комуникација и добро да се разговара. Секој разговарање, ако треба 1000 дена да се разговара, ама да не се пука еден ден некаде е добро. Така што за мене лично е за поздравување тоа што Орбан како иницијатива ја презеде и можеби има некој канал комуникација за да се најде некој си решение. Меѓутоа, тоа гледате дека Орбан се почне се наметна како се некој си фактор и играч во ситуација, кој што тоа беше можеби Ердоган пред 2 години. Да. Нели, сега гледаме дека Орбан таа функција ја презема, што не знам, можеби е добро. Иако во самата Унгарија гледаме дека тој развиен и либерален режим, нешто што може кај нас и да се тоа преповтори од времена на владењето на Груевски,
прилично се ставовите на Орбан, на Вучич и на Груевски. Се не знам дали тоа ќе биде и со новата влада на Мицкоски, се прилично се и либерални, така барем и либерално владење се нарекува теоријата, така што неба се секогаш добре дојде либерално-демократските, да кажем, иницијативи и секој се дава предност на капиталот, на интересот, на разни проекти, се задржува демократската атмосфера, меѓутоа, како тоа ќе се менеджира, ќе видиме. Во секој случај, ова е ситуацијата и во регионот и во секој случај треба да бидеме предпазливи. Ова што пак рековте Вести Кларк, рече тоа тој не е во функција, меѓутоа секојаш е влијателна личност секојаш треба да се имало предвид и да бидеме предпазливи на такви изјави. Се сеќавате нешто имаше изјава пред 10 година на Джеймс Кери кога го рече за тој разделот, нели, кај Македонија исто и Србија се линија на огнот, на разделот на огнот. Така, нешто слично се и Весли Кларк употребува, што е добар сигнал можеби да почува. Иако да кажеме пред пола година имаше и рускиот да кажеме министер за надворешни работи Лавров кој даде една вознемирувачка изјава и за регионот и за Македонија дека можни се некои нови решенија и поделби. Да. Ако се чавате. Кога сме, бидејќи и самиот кажавте, бевте на студиска посета во Унгарија малку подолга, да речеме. 4 месеци, да. 4 месеци. Каква е таму состојбата, бидејќи на европските избори ми се чини имаше еден успех таму опозицијата направи. На либералните струи. Да, каква мислите ли дека тоа представува некаков репер можеби за владењето на Орбан или сепак не може да се извади заклучок, бидејќи европските избори знаеме гласаат многу помалку луѓе и така натаму за разлика од генералните избори. Да. Добро, ја бев едно градче кое што е на граница со Австрија, каде што луѓето се повеќе либерално настроени и каде што кажеме во таа една академска средина каде што јас бев прилично се проевропски настроени, не им тежи тоа што Европската унија го активираше членот 5 на Европската повелба, така го се нарекува, и дека имаат рестрикции на одреден број на средства и на бенефити, иако се членка на Европската унија. Значи Унгарија и Полска имаат такви рестрикции. Тоа го чувствуваат и тие сами. Иако се поголем дел тука, кажеме, либерални, да не кажувам антиорбански, него се либерални настроени. Така што ваквата е на разна ситуација каде што се порасна бројот на, да кажеме, либералните сили во Унгарија, не е случајно, има одреден револт кај наследнието. Меѓутоа и на изборите парламентарни, нека Орбан нешто беше многу водече, како што кај нас се случи со ВМРД и СДСМ, многу помале процентот, да кажеме, на поддршка на Орбан, меѓутоа сепак демократската, да кажеме, констелација е сочувана во Унгарија, нека нема таму баш е реже некој си либерален или каде што има диктатура. Значи сепак има опозиција, има влијание. Има влијание, има дебати, можете да слушате дебати за секоја тема, отворени дебати, така што тие сакаат повеќе од тоа што размислуваат дека на Европската унија да и треба реформи, и сака на некој начин да ја реформираат Европската унија и на тоа цело време и Орбан на тоа удира дека Европската унија треба да претрпи одредени реформи. И тука е повеќе дебатите се водат. Да, каква да биде новата Европска унија? Да, бидејќи сме пред крај, немаме уште многу време, едно вака две блиц прашања, бидејќи еве зборуваме за Унгарија и за таму состојбите опозиција. Имаме ли сега ние опозиција во Македонија? Каква е кај нас состојбата, бидејќи гледаме дека парламентарна опозиција имаме, нели, СДСМ и Левица. Не знаеме дека имаме, но дали таа опозиција има некаква реална сила во моментов. Гледаме дека само најактивна е Левица, ајде да речеме некој начин. Да. СДСМ се прилично заспани, ајде да речеме, дуи некаква политика за нешто гласаат, па излегуваат од собрание, нешто како малку некоординирано, не знам. Па добро, јас лично, ако ме прашувате, треба да почекаме 100 дена на владата. Ете го слушавме пред мене министер за спорт, Борко Ристовски, сепак треба да ги воспостават полугите на владење, да ги видиме првите чекори, па после да нешто видиме, да искритикуваме, што се вика, или не од тоа што новата власт ќе го спроведе. Да, гледаме ка Левица е прилично така позвучна, поагресивна, може во собранието, дека натаму ги слушаме. Сега само
после е избран нов председател, веројатно им треба време да се консолидираат внатре во партијата сега редовите со новата реалност на новото раководство, па после летните одмори мислам дека ќе има сосема друга ситуација, а тогаш и атмосферата ќе биде мало поактивна, да кажеме, ќе се доближува рокот нели на Европскиот совет, нели, и што ќе се направи со преговарачката рамка, така што тогаш навистина ќе видиме, а веројатно ќе треба кога и тогаш да се изјасни и владачка структура што ќе се прави со уставните измени. Тоа е темата која што за мене барем е најприоритетна, нели? Да. Затоа што не може да ги избегнеме обврските што ги имаме, а мислам дека друг пат покрај патот да со побојсно интегрираме во Европската унија, иако се случува во јавноста се и се што сега, нели? Меѓутоа за сериозни политичари, сериозна нели на држава, мислам дека ние не треба во никој случај да се откажеме од европскиот пат, а се помалку и помалку време има владата да реши, бидејќи тоа ќе биде многу тешко ако Албанија на некој начин веќе не биде во пакет со нас, а можно е секој сценарио, и Црна Гора, нели, прилично, мислам, се деблокира тој, да кажеме, таа блокада што имаше Црна Гора околу преговарачката рамка и преговорите што ги има со Европската унија. Црна Гора многу брзо мислам ќе биде членка на Европската унија, ако Албанија сега ни замине, а ова што говоривме, ако чекаме Косово и Босна да се решат, тоа е многу лошо за нашата земја да останеме во еден таков, да кажеме, несреден статус за нас Европската унија, во регионот може да има уште поголеми тензии. Да, но гледаме дека преговарачката рамка или внесувањето на бугарите во уставот воопшто не се ни спомнува нешто во изминатиот период, како да воопшто не е тема, како да не постои во јавност. Па не е само бугарите, значи ја постојано кажувам, значи и останатите, да. Но останатите не се проблематични. Ние додека се уште зборуваме за бугарски депутати, само за бугарите, ние избегнуваме вистинската тема. Во преговарачката рамка стои дека Македонија треба да ги изедначи сите заедници, да нема дискриминација, запирка, како што се бугарите. Па и тој предлогот беше и хрвати, црногорци, египчани, словенци, и евреите, така не е само бугарите. Така што дока ние све да фокусираме, не ја гледаме која големата слика, на крај крајва може да кажете и Хрватска. Чекайте бе луѓе, ние македонците ги имаме во Хрватска, ту за вие што се завргавате со нас. За да бугарска прашање не ги стате Хрвати да се еднакви. Па и Хрватска е членка на Европска унија. Ама Хрватска е културна земја, нели? И да ги постава работите вака. Ама ако дојде време да се така работите постава, тогаш кој ни е крив? Значи треба сосема друг дискус да хватиме, не е само бугарската заедница. Во сите известни меѓународни имаме и други заедници што се тука се работи, така што не треба да се гледа тоа само преку бугарската призма и преку бугарски диктат во наводне што го слушаме. Значи ние имаме врска од Европскиот совет во преговарачка рамка да следиме ова работа и има еден што наречен таков акционен план за националните малцинства, кој што го се спрема во МНР и тој акционен план треба да се одобри и да се изработи. Значи, тоа се два документа кои ние треба да ги направиме да ги завршиме што побрзо. Мислам дека тој акционен план е веќе завршен, меѓутоа ова другото ние мора да го направиме. И да не го тоа врзуваме, иако може тука може нешто да направиме, да не го тоа врзуваме со така наречената комисијата, нели, за историски прашања. Да го тоа одвоиме и тоа е тоа. Да, добро. Професоре Земун, ви благодарам за учеството во ова Студио 10 и сега се разбира со Студио 10 уште малку ќе одиме на една летна пауза, па потоа се разбира со нови сили, повторно ќе се видиме. Благодарам на поканата ушедношка, ви посакувам убави летни одмори и од септември повторно може да се работуваме. Да. Благодариме на вас, почитувани гледачи, ви благодариме што го следевте Студио 10. Останете со програмата на Телевизија 24.